Добро вечер. Повторно со Naked Lunch или Гол ручек, тоа малку несреќно име одбрано од наша страна за подкаст. Во некој наврат имам речено дека треба нешто да се смени околу него и ќе го направиме тоа. Но веќе како дел од традицијата на подкастите, што и надвор од фестивалите и во рамките на фестивалите ги прави издавачката куќа Антолог, која што со својот Bookstar фестивал веќе започна сериозно на европската книжевна мапа да котира со носење на многу значајни имиња. И во рамките на тој фестивал, во паузите помеѓу доделување награди и помеѓу промовирање книга, заедно, со мене, Дуško Крстевски, настапија многу имиња, некои ќе бидат славни, некои се веќе славни, и успеваме преку тие подкасти да влеземе во дел од нивната кујна, во нивната работилница, како пишуваат, зошто пишуваат. Но овие подкасти надвор од фестивалот се повеќе околу преведувачката актива. Бидејќи самиот јас како преведувач ме интересира да ги споделам, да научам дел од искуствата на моите колеги. Особено денешниот гостин ми е многу драг, затоа што за време на студиските денови речиси секојдневно се гледавме по ходниците на филолошкиот факултет, имавме можност да дискутираме на поетски фестивали, исто така да се видиме во рамките на организираните вечери како германска вечер, албанска вечер, вечер на македонската поезија, турска вечер и така натаму. И мислам дека се немаме видено некои, можеби 7-8, мислам дека сигурно години, така, 6 велиш ти, 6-7 години. И многу нешта од тогаш се смениле откако за нашиот гостин, откако побарав малку што има за него по интернетот, видов дека јас сум застанал кога тој изборувал само 15 јазици, а веќе станале, Зоки, ќе ми кажеш ти која е бројката, Зоран Радичевски, преведувач, поет, филолог и многу други функции. Повели Зоран. Драги Душко, благодарам за поканата. Еве официјално да се изјаснам. Фала ти многу за поканата, баш ми е мерак и задоволство да гостувам на овој интересен подкаст. Иначе слушам доста, барем 3-4 имам изминати подкасти, слушам и многу ми е интересно. Па вака, да, главно сум преведувач и лингвист, еве да дополниме меѓу другото. По струка, преведувач, лингвист, професор по германистика и англиски јазик и чат-пат по потреба други јазици ако затреба. Тоа ми е струката. Се немаме видено тачно доста години, можеби 7 години, веројатно 2015 сигурно. Па наваму доста време помина. И тоа е тоа. Не знам што друго, прашај слободно. Ако случајно јас ти речам сега, нели, good evening, добро вечер, бонасера, бонсуар, ти мислам дека можеш да ми го вратиш истото на колку различни начини. Дали можеш сега да се обидеш малце како куриозитет вака? Можем, слободно. На кој јазик сакаш? Да ти одговорам на твоите на good evening. Good evening, my friend. Nice to see you after so many years. Buonasera, amico. Mi amico, molto magnifico amico Giovanni. Bonsoir. Je vous en prie. Je suis très heureux. Je parle avec vous ce soir. C'est formidable. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlichen Grüßen zu dem mazedonischen Publikum in Skopje und in der ganzen Welt. Aus Zoran, aus dem Herz von Holland in Amsterdam. Има уште нешто? Кога истражував за тебе на интернет, некаде човекот што знае 25 јазици, некаде човекот што знае 30 јазици, некогаш човекот што знае 30 и кусур јазици, знам дека екзактната бројка е малку, не знам, специфична е да се каже точно толку јазици знам,
тоа е, значи, претпоставувам некој процес кој што е постојано во обнова, во реобнова, се отвара како спинов некој друг јазик. Може ли да ми кажеш вака автобиографски како започна таа авантура со учење јазици? Нели сите го имаме оној иницијален момент како мали кога првпат ќе слушнеме јазик кој што од прилика ни звучи сличен кон нашиот, но не е, да речеме српскиот, па се обидуваме да зборуваме српски. За оние кои што растеле во мултикултурна средина, чуден е, нели, јазикот кој што не е поврзан со македонскиот, да се сведоци на албански јазик, на турски, на ромски јазик, можеби некои кои што имаат влашко потекло, ги слушнале своите баби дедовци на романски јазик како зборуваат. Како кај тебе се отвори сиот тој хоризонт на сите тие, да речеме, врати кои што ги отвораат јазиците? Секако, апропо иницијалниот муавет, значи за бројот на јазиците, знаеш зашто е тоа проблем? Затоа што има многу различни медиуми и сите си нагаѓаат работи без да знаат точно нормално, меѓу другите работи тоа се слуша. А второ е затоа што, како што кажа, не е само континуиран процес на реобнова и обнова и целосно, значи lifelong learning, доживотно учење, туку исто процес на регрес и дегенерација. Што сакам да кажам, значи, сум учел доста јазици, ќе ти кажам, еве од прилика, баш интересно е да се знае, зашто да не. Сум учел доста јазици, ама сите јазици што сум ги учел во минатото не сум продолжил да ги учам, не сум ги обновувал, не сум ги надоградувал, се забораваат. За речеме, знам јазици или имам некој основно познавање, културолошко, гносеолошко познавање од јазици што можеби многу малце луѓе чуле, како на пример јазикот на Чероки, јазикот на бушманите во Јужна Африка, така јазикот на семињолите, јазикот на абориџински јазици, значи имам, но тоа било, не знам, пред што би рекле народно пред 100 години, нели, се забораваат, ако не ги учиш. Не, сега ако ме прашаш да ти кажам нешто на Чироки, сигурно нема да ми текне, но ако некој ми прозвори Чироки, веројатно ќе ми се упали селичката и ќе му одговорам. Значи автоматско, рефлексивно. Знаеш што останало во долготрајната меморија. Сега, сум учел џоре, да ти кажам, Душко, сум учел, да ти кажам, едно, можеби преку 40 јазици имам изучувано. Да, тоа е тоа. Дали ги знам сите? Секако дека не. Не. Дали можам да зборам поише од 20 јазици? Веројатно да. Дали точна бројка можам да ти кажам? Би рекол некаде над 20 сигурно, затоа што беве се овде сум у мултикултурна средина и слушам често јазици што некоја сум ги учел или па што не сум ги учел, па ме интересирало, знаеш, да чепнам нешто, да истражам од љубопитство, знаеш, да научам за јазикот или некој збор, два, знаеш, чисто од куртоазија. Ама се, знаеш, се заборава ако не се учи. Тоа е факт. Тоа е така, значи. Се сеќаваш на нашиот професор Димитар Пандев, Тој е еден од луѓето што сега ќе ти одговорам на прашањето, нели, да дополниме како сум учел Камал. Тој е еден од луѓето што ми ја даде фактички што ми ја даде најголемата мотивација да континуирам да учам јазици и да продолжам, значи прво индиректно, пошто се сеќаваш, имаше во крајот на 90-тите нова македонска граматика, односно реформирана граматика на македонскиот литературен, односно стандарден јазик, и господинот почитуваниот професор и другар Пандев тогаш имаше пишувано за општа теорија, лингвистичка теорија на наједноставен начин за средношколци, нели? Тогаш бев во средна школа, негде прва, можеби осмова. Тоа е она сината книга каде што се 4 автори. Сината со сиво, така, 4 атвори. Значи, ако добро ме памти моето... Минова Ѓуркова, професорката Стојка Бојковска, Димитар Пандев и Живко Цветковски. Да. Тоа е тоа. Тие беа четворицата, токму така. Супер. Добро не памти нашето мнемоничко памтење. Значи тоа би беше инспирација, имаше во него малце теорија за лингвистиката, знаеш, науката за јазикот, што представува и зашто е битна. И тука имаше, знаеш, пишувано за контакти за јазици, јазичен контакт меѓу различни јазици, како се формираат јазиците, панели за семејството на јазици, групи на јазици што ги имаше дадено примери на јазици, например свахили имаше, зулу имаше, странски примери на странски јазици, сосема уникатни јазици. Тоа е она класификација, ако не се лажам, кај што кажува според генеолошката, според генеолошката класификација. Ареал, нели? Имаме типолошка, така.
Ето тоа, типолошка, генеалошка, реална Го паметам класификација ова ги затоа имаше што им го споменува. предавам на моите ученици, така тоа е едно од поинтересните работи, затоа што имаше допред некое време една learning game на интернет каде што идат извадоци од јазик и учениците треба да погодат на кој јазик. И првото ниво се секогаш оние, нели, светските јазици, лесните, но подоцна Нормално. кои ќе чујат јазик кој што не го знаат. И сега пишува во можните опции, нели, она multiple choice, дали е африканс, дали е Korean, виетнамис, и сега рачуне дека тие ќе речат, професоре, кој може па да знае разлика помеѓу виетнамски и кореански. Викам, чекайте малце, викам, замислете си сега некој кореанец да рече, сега кој ќе ги памти сега, дали е руски или е македонски или е бугарски. Исто е тоа, нели? Така обично ги доживуваме оние јазици што не ги знаеме. Го спомнав професорот Така? тоа што јас не сум го чул тој да го рече тоа, ама мислам дека некој го кажа дека учењето јазик е секогаш тешко првите 2 или 3 јазика да ги научиш. Се потоа е систем. Дали е тоа вистина, бидејќи јас не можам да се пофалам дека знам до толку неповрзани јазици помеѓу себе 2-3 онака from scratch да сум ги учел. Нели, површински. Ако знаеш бугарски, да разбереш руски, ако знаеш нели чешки, ќе го разбереш словачкиот јазик, но дали е вистина дека потоа човекот си прави некоја шема во главата и може многу полесно да ги научи јазиците, или за тебе секој учење јазик е почнуваме од почеток, од ништо. Square one, што би рекле англичаните. Так, значи воопшто не е така, туку е апсолутна вистина, да, значи постои матрица. Што посродни јазици учиш, изучуваш, толку полесно ќе ти биде да мозокот да го натераш, односно да го увежбаш, да кажеме со општ народен речник, да го увежбаш да збори поише јазици, односно да учи поише јазици, повеќе странски јазици, сосема независно од нивното потекло или од нивната заедничка група, нели, од кое стебло, семејно стебло потекнуваат. Но тие сега ќе ти кажам, еве малце да почнеме од лингвистичка научна точка, односно од психолошка или невролингвистика. Тие се различни процеси, кај индивидуални се кај секого. Значи не важи за секого. Значи јас знам луѓе што цел живот живеат во средина што е мултикултурна и се обидуваат да учат барем еден јазик и 20 години не може да го научат тој јазик на ниво кое што да речеме би било солидно, односно B1 денеска се смета за солидно ниво или B2, B1, B2. Да, зависи. Да, секоја земја различно ти бара за да можеш да работиш да престојуваш. Така, но имаме европска рамка на јазици која што смета дека B1, B2 се доволни нива за да работиш во таа земја. Збориме за обична работна стага, не за да бидеш професор, доктор, примариус или така. Значи си има матрица, значи што посроден јазик, толку полесно можеш да учиш други сродни јазици и после понатаму знаеш можеш доколку имаш желба и интерес да ги учиш други. Не, мислам дека кај мене или кај повеќето полиглоти што го знам се работи за мотивација. И не го учам нормално секој јазик од почеток, но кога се работи за јазик што нема никаква точка, да речем, апсолутен јазичен изолат во Европа е баскиски јазик. Да речеме да го изучиме тој јазик, нема никаква средна допирна точка со ниту преодна точка со ниту еден друг јазик што ни е познат. Така? Значи можеш да го почнеш од нула. И стварно почнеш од нула, затоа што го учиш јазикот и со тоа ја учиш, влегуваш во културолошкиот систем на тој јазик, влегуваш во друг свет, сосема различен од твојот свет. Разликот, значи, и синтаксички гледано, и граматички, нели, гледано е многу поразлично структуриран од другите јазици што ги знаеме. Значи, нели, имаме јазици што имаат стандардна синтакса, subject, verb, object, нели, предмет, подмет, прирок, предмет, прирок, подмет, така. Има јазици што имаат само прирок и само предмет, така. Значи, сите тие, ако ги знаеш граматички, односно лингвистички, ако знаеш како функционира, би ти било нормално полесно за да го разбереш тоа. Ама за да го запамтиш тоа, за да можеш да го практикуваш е многу потешко. И за тоа, значи, треба многу пракса, треба многу мотивација и треба многу мозочна работа, многу голема мозочна активност, затоа што според мене троши некаде 70-80% од мозочниот капацитет троши учењето на јазик.
што потежок, толку повеќе. Многу голема, значи, не знам кој ми кажа, пошто знаеш исто јас како тебе веќе многу години, скоро 20 години, нели, меѓу другото, као хоби спремам и јазици нормално. Сум спремал доста, барем 5-6 јазика, еве да речеме, луѓе што ги интересирало, почнувајќи од тие највише потребните германски, англиски, холандски слично. Значи еден ми кажа, еден странец кога спремав македонски ми рече: "Еј, па ова е како да возам кола 4 сати." Значи толку ја споредува, значи она подсвесно споредува, знаеш, баш мене она што ме интересира професионално или тогаш баш се занимавав со лингвистика, кога магистрирав кај нас на факултет и баш ми беше интересно и види каква добра споредба прави, значи многу одзема, стварно е. Убаво го споредил тоа 1 час македонски учење со 4 часа возење. Значи да, захтева, односно бара многу голема концентрација. И многу е тешко, нормално, но сега зависи, затоа викам, индивидуално. Индивидуално. Сега ти спомна толку многу јазици, спомни некои кои што нели немаат, мислам, имаат говорители, ама не ти се тебе да речеме во блиска околина. Например, јас кога сум се мотивирал да учам јазик, еве конкретно албанскиот јазик го изучував затоа што имав девојка во тој период која што беше од Тирана. Значи мене може да ме мотивира такво нешто кога сакам да научам културата, особено ако се работи Куно, не, баш убаво. Да, значи исто и таа значи учеше и тогаш ми беше значи доста тешко затоа што нели се работи за јазик кој што не е до толку, освен на некое лексичко ниво, не е многу, да речеме, поврзан со ниту еден друг јазик. Има некоја терминологија нели која што е интернационална, турска, исто така. И значи секое учење на зборот е мотивација, граматиката, правилата и нели сето она што го фрустрира еден изучуваш на јазици е кога има исклучок, нели. Таман ќе си помисли дека веќе го совлада правилото, чека да биде нели пофален од неговиот предавач, професор кај најднаш. Ама тука има еден исклучок. Исклучокот е значи оно со кое што моите да речеме ученици најмногу добиваат нервен слом, така го викаме како некој breakdown, кога се друго може да споредат со англискиот јазик, освен кога ќе дојдат кратките и долгите заменски форми, менеме, тебете, немуму, тука мислам дека неизеи, намни. Тука најднаш веќе им се руши каков е овој јазик. Значи секој јазик го има тој момент. Сега сигурно тебе не те мотивирале апачи девојки и тебе се сложувам и кај мене е тоа да речеме и културолошко ниво, не е само pillow talk, туку е нели и она културолошко ниво и еве да речеме многу ја сакам финската музика и финската култура. Опа, суоми, интересно. Финскиот јазик, мислам дека јас ќе се расплачам уште на првиот час, ќе речам ова не може да влезе во глава. Ако граматика можеш ти да го ставиш во некоја шема. Што се случува со лексиката? Како ја акумулираш лексиката? Така, мора да постои одреден слободен сегмент во твојот хипоталамус, односно во амигдалата, кој што ќе ти допринесе да можеш да го восприемиш и запамтиш тој збор, односно со многу обичен народен речник, да учиш што повеќе да можеш да го запамтиш зборот. Секој одредено човеково битие, па така и нашиот просечен балкански граѓанин, односно македонецот во нашиот случај, може да учи било кој јазик и било која, да речеме, номенклатура или тежина. Од едни најтешките тибетански, арапски и кинески, за нам познати, па до најлесните јазици српски, хрватски, така што ни се во околината, и босански, да речеме, бугарски исто така. Сега што се работи? Се работи за не е кај секого исти тој мнемонички процес за памтење на збори. Треба да имаш доволно меморија за да ја не знам многу луѓе што можете, еве јас ќе ти кажам пример за мене, не се работи за фалење, нели, си правиме чисто мојот, пошто се познаваме многу добро и многу е тоа установен сегмент, односно момент на кој што се учат јазиците. Значи, ја располагам со можеби неколку милионски фонд на зборови, така? Значи, сите јазици што ги зборам. Се работи, значи, ако македонскиот фонд на зборе на мајчин јазик ми е некој 100-200 илјади, така? Што можам да кажам, јазици 10 што ги зборам на исто високо ниво, така? Значи, се збориме за 10 милиони на јазици, 10 милиони зборови, така? Да речеме. Да, од прилика, може би е многу, 5 милиони да речем.
Може? 3 милиони, да. Значи сакаш да кажеш дека твојот мозок има повеќе гигабајти отколку Не се работи за тоа, туку се работи мојот мозок може побрзо да ја постави точката А до Б, значи да дојде од А до Б за да го најде тоа. Значи меморијата на човекот не е ставена во еден просторен дел во мозокот, туку насекаде распоставена. Се работи за активноста на мозокот, се работи за поврзаноста помеѓу сивата и белата маса. За тоа се работи. Не се работи ни за масата за мозокот, не се работи ни за тежината на мозокот, не се работи ни за квалитетот на мозокот, колку си здрав она да кажеме, туку се работи за едноставно за струјата, за ефикасното пренесување на информации од една точка до друга точка во хипоталамус, односно во главата, во мозокот на човек. Тој што го учи истиот јазик како тебе, може да запамти 20 нови зборови на еден час максимум. Прочен учач може да речеме 10 и да ги заборави. Ти можеш на истиот час, ако е доволно професорот го следи твоето темпо и ги остави другите на страна, ти можеш да речеме и 50 нови зборови, помалку или повеќе поврзани со некој друг јазик, ти да ги меморизираш и да се сеќаваш на нив многу добро и после една седмица, или ќе мора оној класичен модел, земиш партани листови и почни дог, 100 пати како Барт Симпсон на табла, значи, дали мораш... Како што ги учиме нашите ја моите ученици, така ги учам, пошто повеќето не можат повеќе од тоа, толку име максимумот така да мора да препишуваат. И тоа зборовите нормално, тоа е еден многу лесен начин за учење. Ќе ти кажам, значи зависно од расположение, зависно од многу фактори, од уморот, заморот, стресот, колку работа имаш, од колку си одморен. Сега, но во мојата младост, негде во средношколските денови, сум можел некаде до 100 до 200 зборови на ден да учам. Значи, замисли, ја душко учев француски, германски, јапонски, турски, еден ден 4 јазика. Другиот ден одам арапски, шпански, унгарски, португалски. Произволно, без да сум свесен за поврзаноста. Значи, дете си, разбираш, ти се јавила Симона, немала време да искочи со тебе, што ќе правиш, отишла со каратиста, ти не си каратист нормално, мора да најдеш нешто што ќе те инспирира. Тогаш време многу беше скупо да купиш гипсон као комшијата што свиреше гитара, многу ми беше желба да свирам као Сецко. Али случајно најдов книги, еден куп од дедо ми разговорници на јазици. Знаеш, и тие моменти беа замена за нешто друго. Веројатно така сум го откривал желба. Значи тоа е еден од многуте начини, нормално еден од многуте можности, односно моменти со што сум учел јазик, но ја учев по 4-5 јазика на ден. Значи рачунаме се 5 дена има недела, секој ден по 3-4 јазици. Добро, вокабуларот не ти се меша, па да речеме учејќи го арапскиот и не, јас сум свесен дека се работи за некој збор да влезе во албанскиот, затоа што... Не, еве ќе ти кажам, ќе одиме еден чекор поназад на најпрвото прашање што ми го постави како дете, како сум учел јазик или зошто сум сакал да учам јазици. Така? Сега гледа, ја го слушам комшијата дека збори јазик што не го разбирам, исто комшивката од другата националност, исто што не ја разбирам, зборуваме за македонски, изборуваме од моја страна македонски, зборуваме за ромски, зборуваме за албански, за турски. Така, 3 најпознати националности во нашиот видокруг, односно во нашето живење, што би рекле словенците. Значи, тие се живеат покрај тебе, но зборуваат различни јазици, ти не ги разбираш. Но, како што поминува времето, што поише активно слушаш, зборам за мене, што поише активно слушам, толку повеќе можам да ги разбирам емоционално. Значи, ја не ги знам зборовите што ги учам, така? Ја не ги знам зборовите што ги зборам, ја немам речник во тој момент, не можам да најдам информација што зборат. Но, ги гледам како гестикулираат, ги гледам емоциите, како се движат, како зборуваат со устата, колку се нападни, колку се опуштени, колку се блиски еден до друг, како описно зборат. И сето тоа го мнемонички го се обидувам да го реципроцирам во мозокот, значи да го процесирам и да го разберам, за да можам да го репродуцирам. Со други зборови учам што зборат, ги слушам активно и се обидувам да ги зборам. 2-3 пати ќе го кажам тој збор, ќе кажам шукар сарсија, шукар, ом састава мала, така, збориме ромски, ја слушам, кажувам добро, ами ќе ме поправи, ќе речеш, не е така, треба вака да го кажеш, гаравде моја соске и така натака, така. Истото за албански сија емир шумир, шум букури политик македоништ. By Forbel, за пример да речеме. Така, значи ги имаме сите тие работи, јас се обидувам тоа што го збора, да пробам да го зборам со нив. Така, пред се работи, ако гледаш, значи се едноставно на мотивација и таа мотивација е толку силна што предизвикува кај мене вон сериско или необично учење на јазик. Значи, да речеме пример, голема желба за да го запамтиш тоа, за да го збориш. Значи, ја мислам дека не е некој посебен талент, иако
се работи нормално, секој мозок има различен, се работи поише за карактер, неко за талент. И така, малце по малце, како што растеш, знаеш, збориме 3, 4, 5 годишна возраст, баш 5 годишна возраст бев свесен кога почнав, значи, да зборам јазици од комшиите, да ги им зборам и се радуваат сите, да сакаш. И сваќаш дека тоа ти е еден стап, еден чекор за понатаму, и таа стапка, тој чекор, го продолжуваш со англиски, со странски јазици, гледаш дека ти иде. И како што поише го учиш тој јазик, толку поише добијаш желба да учиш и други јазици, зашто ти е лесно. Односно, мене ми е лесно. Дека стануваш колекционер на јазици. Нормално. Значи, не можеш да свириш, го немаш Гибсонот така, го немаш Гибсонот GS или 335. Значи, тогаш го заменуваш тоа со речникот и барам ми се поише информации, па не можам да најдам, нели, слушам денеска документарец или го гледав 95-та, 6-та, 7-та, 8-та, не е питно, тие години, крајот на 90-тите, го гледам последен Мохиканец. И Джейсон Студи, односно Вес Студи, големиот индијански глумец, на што не сите познато тие филмови у тоа време, збори на неговиот роден Чероки. Ја барам Чероки да научам 2-3 збора што ги збори. И кога му кажу, канај шиуа и науа чаи, пример, доаѓаат оние од таа страна, вика, нели? И тоа сум го запамтил, денеска го памтам. Сега, како да го научам тоа? Немам ни еден инфор, немаш тогаш информација, изворна информација, немаш интернет, нели? Немаш ништо, бараш по библиотеки, немаш да го научиш, нели? Немаш да најдеш, не е лесно у Скопје или наши места у мала Македонија да најдеме такви информации. Значи, пред интернет, пред YouTube е ова, значи пред се, значи ова е пред струјата практично, муабетов е пред струјата. Не, пред струјата, али струјата беше помагала. Кога излезе интернет, ја више можеби зборев некој 10 јазика. Интересно што спомна со вакво со филм. Кога читав за тебе, кога ги гледав клиповите, тоа што најдов на YouTube и на интернет, твоето учење на јазик ме потсети како на една славна сцена од филмот 13-тиот воин, сигурно си го гледал со Антонио Бандерас. Со Антонио Бандерас, си порсу. Нели, многу убаво решение. Се работи за арапи, кој што заради некои дворски интриги е избркан, се шета со Омар Шариф е постариот, нели, арап, налетуваат на викинзи. Нормално, како ќе се разберат арапи и викинзи на некоја територија која што сега би било некаде околу Блискиот исток или можеби на денешна, таму некаде Турција или кај ќе биде таа славна сцена, некаде на Медитеранот се најдоа случајно бродовите. Или може беше по реката Дунав. Како? Добро, не е важно сега толку. Се наоѓаат сега нормално, како ќе се разберат, постариот арап научил и латински, а еден од викинзите знае латински. Тој им беше лингва франка. Потоа, мора со нив да оди Антонио Бандера, затоа што тој е 13-тиот воин, и за да скратат и да не оди цел филм со дупли сабтайтлс, нели, се случува сцената кај што тие седат и зборуваат, и најпрво зборуваат на скандинавски јазик, а Антонио Бандера само ги слуша и ги памти еден по еден зборовите и ги повторува. И храна, мајка, куче, конј, и така неколку вечери поред, и сега, нели, режисерот го заменува викиншкиот јазик со се повеќе англиски и Антонио Бандерас исто ги повторува и на крај ќе направат некоја шега за него и тој ќе им врати, нели, на чист викиншки што го научил во рокот 6-7 дена додека патувал со нив и тие ќе му речат "So how did you learn our language?" Јој, I was listening. Така е. Тоа е тоа што ме потсети дека седиш и ги повторуваш зборовите. Славна сцена, најдобрата сцена, единствено подобро од тоа ако некој гледал, мислам дека беше Star Trek, каде што имаше едно апаратче Йоши, мислам, дали се викаше, каде што или имаше некој апаратче кој што може да ти преведе од не знам 200.000 сегалактички јазици, клингонски. Така бе. На Star Wars го имаш R2O за тоа. Да, и значи тоа беше баш фасцинантно. Дали кај тебе така може за релативно брзо време и колку е тоа брзо време да се научи јазик кој што е редок, еве да речеме унгарски. Знам дека меѓу другото знаеш и нешто унгарски, ако не се лажам, така?
Па не се лажеш, знаев унгарски, добив и стипендија за Унгарија, ама не ја остварив, пошто добив стипендија исто време за Австрија, па ја искористив поголемата шанса од капитализмот, да речеме. Знаеме како е. Значи, се работи за, ако се сеќавам добро, ми зборуваш за 13-тиот војник, еден од најубавите филмови, според мене, и баш ликот се викаше Ахмад ибн Фадлан, ибн Ал-Абас, ибн Рашид, ибн Хамад, или познат како Ахмад ибн Фадлан. Значи, Ахмад ибн Фадлан е вистински лик, е историски лик, значи кој што постоел. Филмот е направен врз него и тоа е токму, сега не знам дали му бил животописот токму исто како што е на филмот, но бил дворјанин, арапски дворјанин, бил испратен како емисар, односно амбасадор или пратеник на северниот, на студениот север во денешна Данска требало да биде, ако добро се сеќавам. И се работи, значи он збори со викинзите што се над Волга. Тој народ, значи, што бил слезен од како се вика, од скандинавскиот полуостров надоле на кај Германија, на кај тие делови, на кај Данска, под Данска Германија. Значи, човекот збори на истиот начин, значи, ако го гледаме филмот, човекот учи јазикот на истиот начин на кој што учамеш. I was listening, токму така. Значи, слушам цело време, додека почнам да го разберам системот на збори. Како ги употребуваат глаголите, како ги употребуваат именките, како ги употребуваат заменките. И на тој начин ја учам апсолутно јазик. Тоа е сосем многу убава сликовита приказна за како еден просечен полиглот би учел јазик. За унгарскиот, колку да речеме ти требаше време да учиш она базична комуникација, да истераш, сигурно не сега за да го преведуваш Шандор Петев, ама да речеме за да можеш да прашаш кај се наоѓа некој објект, да прашаш храна, да ја пофалиш храната и не знам, да можеш да направиш муабет, што се случува во ваш, што има најинтересно, најатрактивно за да се види. Така, значи, за преведување на литература многу далеку сум од тоа, никогаш не сум бил толку блиску со унгарскиот, ама го научив основен унгарски за комуникација, баш пред да одам на моето прво патешествие кон Маѓарска, така популарно наречената Унгарија. Беше, веројатно ми требаат 3 недели, за да можам онака конверзацијски да можам да се снајам. И кога отидов таму, за некои недели престор, прво бев знам на семинар, за неколку недели престој, така да научив доста комуникацијски, као мислам дека кога почнав да зборам поактивно со луѓе, кога ги прашуваш нешто, нели, као турист или обично запознаваш луѓе млади во младински клуб или навечер во кафич. Не беа некогаш свесни дали сум унгарец или можеби мислеа дека сум унгарец, некој со унгарско потекло, да. Иако јас само зборав многу ограничен, имав ограничен фон на зборови тогаш. Се работи за ја имам нешто што е многу битно при учење на јазик, тоа е изговор, односно акцентот. Се обидам што без акцентски да зборам, значи чисто, флуентно да звучи и да го скрием недостатокот на граматичко непознавање. Така да звучи многу добро кога слушаш, кога зборував, например, кога преведував, кога работев во Македонија како преведувач за различни корпорации и организации и често преведував нормално зашто да викаат повеќе преведувачи од различни албански, турски, нели? Ги преведував јас тие работи, тие јазици од германски на македонски, албански и турски. Најчесто македонски, албански и германски беше во комуникација и мислеа дека сум албанец, знаеш, и секогаш е тоа интересно за другиот зборувач кој ќе чуе некој, или обично луѓе кои што се знаеш, збориш на нивниот јазик, а не те знаат и очекуваат дека си нивен припадник, нели, иста националност, иста народност, кој ќе им каже дека не се чудат како, разбираш. Што е тоа многу интересен момент, има тука многу шпионски моменти, знаеш, луѓето ти се отвараат. Да, мислам дефинитивно да. Можеш да си многу може работиш во Ленгли во ЦИА. Не, секогаш тоа не сум човекот. Животот е премногу убав за да се искористи за капитализмот. Но така за да се злоупотреби, ама исто наивноста на луѓето можеш многу да ја осетиш преку мајчиниот јазик. Значи, познавањето на јазици е едно од можеби најподценетите знаења на светот денеска што го подценуваат. Затоа што нели глобализмот се наметнува многу и само
само 2-3 јазици се форсираат, да речеме, замира она првобитна човечка искра за учење јазици, за учење на непознатото. Самиот јазик ти е lost символ од Ден Браун. Изгубениот символ, тоа ти е јазикот. Значи, кога гледаме кодот на Да Винчи се работи за символи, така? Символи со различни значења што водат кон различни патишта и откритија. Истото е со јазикот. Јазикот е еден многу голем символ што има толку многу скриени работи за него што луѓето за жал многу претенциозно ги негираат и ги запоставуваат во ова современо време. Интересно е ова што го кажа, нели, околу тоа капитализам и учење јазици. Гледам дека ти го сакаш јазикот на едно повеќе културолошко и љубопитно ниво. Културата, лингвистиката, битот на човекот. Токму така. Хуманистичко ниво. За мене јазикот е земја, основни податоци, каква им е храната, каква им е кујната, обичаи. Значи, се што можеш, нели, да научиш културолошки. Често патувам, значи, поради тие преведувачки обврски, летно време обично сум во Бугарија на тој бугарскиот семинар, мислам за бугарски јазик, литература и култура, има многу различни култури. И гледам дека во последно време многу од луѓето одат да студираат луѓе што знаат исто по неколку јазици, а вика јас ќе гледам да научам кинески, руски и англиски, затоа што вика има една таква потреба да бидеш преведувач, ама тоа значи оној корпоративен кинески, корпоративен англиски, тој сигурно нема да рече, знаеш што, учејќи го англискиот јазик видов дека Бен Џонсон има подруг систем на глаголи отколку Шекспир. Нема да ги интересира тоа луѓе, да ги интересира само, слушај, преведи што колку пари бараат за цевкиве, за водоводот, за градежништвото. Таквиот јазик. Тој деловен. Да речеме опус од 2000 зборови кои што треба да ги знаеш на сите три јазици, подеднакво и да вртиш додека ете некој прават што велиш ти милиони, а другиот е само тоа компјутерче кое што преведува за нив. И тоа во секое време треба да си. Уште една од ваквите семинари, летни школи, сигурно и ти имаш такво искуство, луѓето ќе се поделат, да речеме обично за ручек, кога ќе се поделат на јазични зони. Обично југовичи, нели, најдобро се чувствуваат тука помеѓу своите, кај што не мора да кршат јазик, и тие ја прават најголемата грешка на семинар за бугарски или за руски јазик, или за полски, затоа што си зборуваат српско-хрватски и потоа им течат деновите залудни, на крај многумина од нив дошле со ниво на познавање B2, например, србин, доаѓа со B2 ниво на бугарски јазик, излегува со ниво B1 наместо B2 или не знам, паднал на A2 ниво, затоа што се му се помешало и не го земал нивото. Сите знаат дека тој разбира, ама поради користењето на другиот јазик. И ќе видиш, на една маса се југовичите, да речеме Австрија, Германија си седат на посебна маса, луѓето кои што, да речеме, не знаат добро англиски јазик, ама некојаш припаѓале на советската сфера на интерес, вака да се изразам како пензионер од ЈНА, па да речеме ерменци што го знаат добро рускиот јазик, или да речеме луѓе од Казахстан што го знаат добро рускиот јазик. Добро, во Казахстан рускиот се уште официјален. Затоа што го знаат турскиот јазик. И, значи, некако се поделуваат и баш оној што е потребен таму е зоки, затоа што ќе може на секој од тие маси подеднакво да седи и луѓето да немаат потреба да бидат така раздвоени. Мислам, тоа е, ти ќе бидеш очигледно that gets everything together. Значи, ти ќе ги спои. The delivery man, што би лекте, the delivery man. Знаеш како, Душко, работата е што сум бил. Значи, може би сме се сретнале на семинарот за македонски јазик и литература често пати. Сум го имал баш токму таа слика и на еден куп други семинари што сум бил. Секогаш е така. Види, тоа е сосема нормална природна појава. Луѓето се соединуваат по блискост, а јазикот ги обединува. Секаде ќе видиш чекословаци што се заедно, секаде ќе видиш германци, австрици, лихтенштајнци, луксембуржани заедно, французи, шпанци,
горе-доле заедно. Добро, французите се одредена група, тие се само заедно, не се мешаат со други, но шпанци и португалци заедно, така. Југословени заедно, скандинавци заедно. Да не зборам за луѓето од африканските култури. Така, значи сите си се чувствуваат свое на своето. Тоа е сосема природна Ама не од политички, карактеристика во повеќе од јазични причини. јазични причини, ама се работи за комуникацијска културолошка матрица што ги зближува луѓето. Што повеќе ти знаеш еден јазик или се разбираме на еден јазик, имаме еден заедничен лингва франка, скандинавците го имаат шведски да речеме, сите останати германофоните си го имаат германски, ги обединува, се чувствуваат природно, се чувствуваат слободно. Затоа реков на почеток, јазикот многу захтева, односно треба потребна, односно бара, односно троши многу изискува. Види, захтева е србизам, но е општо прифатен во македонскиот јазик. Не, се шегувам, не, мислам, ние си Секако разговараме дека на се еден шегувам. супер наш, да речеме, скопски диалект. Така е. Пуританци и денеска, мислам, доволно јазици имаш. Не, знаеш што, кога сме за тоа, мене од секогаш ми било чудно, односно, што би рекле хрватите, чудновато, и тоа постои во македонскиот јазик, многу ми било чудновато како тоа само ние викаме говорете македонски, може би ќе кажат србите, сум ги слушал, или хрватите кога се заедно, но ние сме можеби единствениот јазик во овој европски културен или јазичен матрикс, кој што се замара, односно гледа да не знам, да се збори што по литературно да го форсира тоа. Никој нема, дали си сретнал ти кога зборуваат англичани, австралици, американци да му каже еден на другиот збори англиски. Кој овој збори на дијалект, еден збори хилбилис од Дакота, другиот збори од Џорџија, третиот од Тексас, што многу треба да се фокусираат за да се разберат, но никој нема да му каже збори чист литературен англиски као нашиот. Значи тука се работи за културолошки сегменти, односно за да речеме за менталитетна матрица, за тај менталитет, сакаш, за повисока или пониска вредност зависи од културата. Тоа е кога збориме за македонски јазик, така да уопште не е битно како збориме, си збориме на начин на кој што е природен за нас. Не, Секако дека користиме ја ги почитувам и дијалектите и се, дури сум против на претерано чистење на јазикот, да речеме. Нормално. Лекторите кои ќе им дадам некој превод, почитувам нели она лапната буква, некој можеби синоним ако подобро звучи, ама ако некои решенија се радикални, не можам да прифатам, например, наместо например, нели суфтар, па наместо суфтар да се каже суфчо или некои такви претерани работи кои што не звучат природно, мислам. Така, еве го примерот со преводите. Следат правописниот речник, ама шокирачко е кога ќе видите некое решение кое што само има тенденција да се оддалечи подеднакво и од бугарскиот и од српскиот, зависност која политика е тогаш поактуелна. Так, она што би го нарекле ретролингвистика, воопшто нема потреба од тоа, затоа што ние го имаме сето тоа. Ако гледаш стари црковни документи, односно часописи, часослови, кондаци, икоси, богослови, джитија, сите тие работи содржат многу србизми, содржат многу бугаризми, а сите се произведени во Македонија. Да. Тука не се работи за никакво политичко е тоа, да речеме, така пурификација на јазикот е малце политичка и тоа не ми се допаѓа вистина. Например, јас немам објаснување, баш кога сакам тебе да те прашам за ова. Зошто, да речеме, допринети викаат во Србија, допринесе во Българија, а само кај нас се придонесе. Мислам, дали е тоа како, слушај, сега само за да бидеме поразлични или има некоја логичка, да речеме? Има логичка, затоа што тоа било, да речеме, доминантен дијалект, да речеме, дошло од Прилепско, Мариево или од Ресенско и се наметнало врз другите говори. Значи, тоа е многу придонесе, многу постар од допринесе и, мислам, не е многу постар, но постои во македонскиот јазик многу одамна тоа придонесе. Затоа, ќе ти кажам, еве, прадедо ми, значи, роден 1902 година, он викаше придонесе, а се школувал во Србија и во Бугарија. Значи, не му дошло влијание, тој
тој јазичен трансфер што го викаме негативен трансфер, така, не му влијал врз мајчиниот јазик, си викаше придонесе. Така да мислам дека тука се работи за поиширен дијалектен збор кој што со ширењето на македонскиот јазик, на македонскиот нели диасистем, како што се ширел, така се наметнува врз другите говори. Мислам дека во тој момент не се работи за политичка манифестација, но за другите веројатно да. Има еден куп многу зборови што се или оно петосложното акцентирање, така манифестацијата, дружењето, говорењето, така тука се работи беше за политичка манифестација или односно политичко насилие вршење врз јазик, односно приморање. Не користе србизми, не користе бугаризми, истото го имаа србите и хрватите во почетокот на 90-тите години. Да, така? Кога се обидуваа да го Така. Не можеш оно кажи Што љубовите останува, мораш. да речеме, со правописот, со, да речеме, Нью Джерси е одделен од Нью Йорк со реката Хадсон. Зошто едното се пишува споено Нью Йорк, а Нью Джерси е одделно и сите други останати? Мислам дека имаше некои различни теории, ама ниедна од нив не ми беше така да речеме. Има поише теории, тие од сите теории што ги знам, 2-3 се не се многу колку што знам официјални, се работи за доселениците. Се работи за луѓето, градоначалникот кој бил до тој простор, така му дошло, така го крсти. Искрено, буквално тоа. Се работи за знаењето колку имале познавање лингвистичко луѓето. Едните Нью Йорк доаѓа од значи Нью Йорк од Йорк стариот град во Англија, така? Да. А другите Джерси, значи така знаеле да напишат и така си го напишат. Така им дошло. Не, Тоа сакаш да кажеш тоа наши доселеници таму? Не, нивните доселеници, тие што ги Не, правиле. сакам да кажам зошто во нашиот правопис Нью Йорк се пишува споено, а Нью Джерси е одделно. Како ние го... Па по традиција, како се восприемало во нашиот јазик, значи тој што знаел на времето, да речеме, не зборуваме за пишан јазик, туку зборуваме исклучително за разговорен јазик, така? И двете варијанти се дојдени преку разговорниот јазик. Најчесто, мислам. Сега, втората варијанта е тој што почнал да го прави ракописот, односно правописот, или да се запишува тој збор, веројатно го зел од српски или од бугарски, од блиски нам јазици, и еден го внесол тој збор, другиот го внесол тој збор. Се работи за различна, да речеме, редакција, различни луѓе. Значи, кој како текнало. Ја мислам дека е сосема, тука се работи за сосема случајна грешка, односно како некому му текнало, така си го запишал и дошло по традиција, веројатно. Тоа мислам дека е затоа што во бугарскиот јазик се пишува одделно. Затоа што во бугарскиот јазик има стриктна јазична редакција. Значи таму си има многу правила и си со многу одамна ги имаш тие правила, уште ако чита имам Библија од 1858 година печатена во Софија. 1887 година печатена во Софија. Таму може да се види баш консеквентност на следење на правописот, на правилата за правопис. Значи уште ова време и ден денеска истите правила се грото збор, така. Значи кај нас веројатно имало многу влијание од различни редакции, од различни јазици. Да, и различни така. Ама никој Значи, не му текнал да ги унифицира. Така, едниот Теодоси Синајацки ја печател книгата ваму, другиот онаму, така, како што им дошло, така се останало. Да, ма сега младиве, да речеме, моите ученици, пак ќе кажам, се повеќе го пишуваат одделно. И сега јас сум приморан да им одземам поени за тоа. И да ми речат, ама професоре, зошто сега сите се Нью Делхи, Нью Джерси, Нью Орлеан, сите се одделно само ова е како. Зошто не да се договорат дечки од утре? Тоа правопис дај го пишуваме одделно, цел свет го пишува одделно, да, некако. Дуле, по традиција се пренело и така останало и не се сменило. Тоа е наједноставниот одговор, мислам, од моја страна и мислам најлогичниот одговор. Зашто нормално другото све е споено е така како што го напишале некогаш. Значи Нью Йорк е еден од најстарите, најпознатите градови од Америка и веројатно доаѓа во нашава литература многу одамна. Ете така. Другите се веројатно подоцна внесени, се користеле други кодификации, ова дошло може од времето уште пред кодификацијата 44-5 година, така да си останало по традиција. Многу работи кај нас се нелогични и нерационални, ама по традиција се така. Зошто е обединето кралство, ама се соединети американски држави? Исто по традиција. Гле, едниот дошло од српскиот, другиот дошло од бугарскиот. Влијание, едното Соединени држави, другите Обединетите штати. Да, значи, а пак истиот збор е на англиски сега. Па тоа ти викам, едниот од Софија го зел, другиот од Белград. Во политичкиот систем, сега тука па не се разбирам, тие што се политиколози може да објаснат дали има
разлика помеѓу тоа што е сигурно да, Обединетото кралство нема таков тип на демократија како што се Соединетите држави. Така, така. Не, добро, тоа е констатација малце на шала, ама не, по традиција е земено. Веројатно го види, тие можеле, значи United Kingdom и United States of America се апсолутно истото на англиски. Така? Да, И тоа е United и ова е United, да. Но се работи веројатно за редакцијата користена. Дали едното има повеќе српско влијание, другото има бугарско или друго словенско влијание, веројатно за тука станува збор, зашто и тоа е соединето и ова е соединето и ова е обединето и тоа е обединето. Разбираш? Значи тука мислам дека поише се работи не е семантичко значењето, него пак по традиција. Значи има многу по традиција работи. Еве сите викаат Ван Бастен, Марко Ван Бастен, така? Ама не е Ван, туку е Фан. Вата во Холандија никогаш не е Ва, туку е Фа. Навистина. Навистина. Да, не е Јохан Кројф. Знаеш како е? Креев. Да. Креев. Ај напиши го Креев. Не, тука оди... Не е Ван Перси, туку е Фан Перси. Така, не е Руд Ван Нистелрој, него Руд Ван Нистелрој. Не е Руд Гулит, него е Руд Хулет. Тоа е. И како некој коментатор си го кажал, тоа така му текнало и сите така. И по традиција сите го викаме така. Да, и само едните ги копираат, значи треба да... Така, исто е веројатно и со пишаното. Така да, предпоставувам, не сум некој што кодифицирал, ама од прилика според искуство кај што сум гледал други јазици, истото се случува. Не да не зборам за филипински јазици такавото, исто од шпанските имаат зборови што не ги знаат самите. Така си користат, зошто? Да, потоа да речеме излегуваат сите професори кога предаваат, значи слушате што ви кажувавме до сега не е Цицерон, можеби е Кикеро или не знам така, се зависи е Конфуци, значи Конфуци. Така, се зависи која традиција ќе негуваш, дали класичен латински или вулгарен латински, односно народен латински. И значи тоа е Кикеро, класичен латински си е Кикеро. Ама имаме и вулгарна, односно народна латинска говорна форма, која што ширела секаде по западното римско царство и тие го викале Цицеро. Интересно. Не зборувам дека и латински го знаеш сигурно, така? Не, сигурно не го знам, него познат ми латинскиот. Латински сум поминал исто доста време си чување у младоста, заедно со старословенски. Голем поздрав до професорката Црвенковска за трпеливоста и останатите, но да, латински ми било исто многу интересен јазик. Подкастов ќе треба уште во 10 сегменти да трае, затоа што уште не ја начнавме книгава, а нели како се собравме за неа. Ќе биде семпер етиам убике супериорем, што би рекле латињаните. Ќе спремни сме за борба да издржиме. Кажи ми, кога некој да речеме додека зборуваш јазик, ако некој професор или можеби соговорник ако те прекине и те исправи, дали доживуваш како секој типичен и просечен човек што учи јазик, дали ти удира на егото, се нервираш, себе си се кудиш што си го сгрешил, или веднаш како Петар Велики не дозволуваш да паднеш, туку учиш од собствената грешка и гледаш следниот пат да не ја направиш таа грешка, а објаснувајќи својата меморија, мислам дека сигурно ќе ти биде врежано како онака Мојсиева, Божја заповед во Мојсиева камена плоча. Да, значи на почетокот имаше его, имаше многу несигурност и незадоволство, но понатаму со текот, тоа траеше можеби неколку месеци. Сватив дека уопште нема потреба и со текот можеш да го надминеш и така одважено и стаменито како нашиот млад политичар Апасиев, без многу влакна на јазикот, успеам да ги негирам тие работи и воопшто да не ми сметаат, а грешам секој ден. Правам грешки, правам маестрални грешки, правам грандиозни грешки. Но учениците ми престуваат, зборам холандски, зборам секој ден холандски и секој ден правам грешки. Зошто? Затоа што зборам на едно ниво што треба да биде на мајчин јазик. Затоа што не ми е мајчин јазик, затоа што секогаш кога ми текнува некој збор што веројатно не еднаш во животот сум го слушнала, треба да го кажам затоа што сум прочитал материјал, има врска со материјата што обработуваме, нели? Мора да звучи добро. Не можам во тој момент секогаш да се сетам покрај многу информации што не се секогаш лесно да се изнајдат, нели? Треба време да се сетиш на нешто, но децата немаат време за чекање. Млада генерација, знаеш какви се жустри и ратоборни, односно воинствени, и грешам често.
ќе ме некогаш знаат да ме поправат и онда си удираме бокс, фала многу другар и стои на тебе, пошто во нашава Само земја што не не го викаат прават како кај нас да пукаат сери да се смеат за тоа. воопшто не. Туку напротив, многу се трпеливи за тоа. А зборувам, значи јас предавам од најниско образование, значи КВ, да речеме, асоциетуц образование, па се до гимназиско образование, имам различни групи на студенти во минатото поише. И ни едните, ни другите. Извини, што има- точно предаваш, затоа што видиш не те прашав, како мислам, што ти е Да, daytime не, job. така, не сме зборували, јас сум професор во средна школа, предавам не македонски за жал, но предавам германски, англиски и по потреба холандски, понекогаш руски и француски, руски повеќе не, понекогаш француски и шпански, зависи од потребите. Ова е Или некој предпоставам кој- интернационална гимназија, како таа каде што работам јас. Не, туку ова е обично средна школа, државно финансирано, со Аха, сите само исти што има проблеми. многу Избор. Има избор, затоа што се работи за нижа, да речеме, класификацијата во школите во Германија и во Холандија и во Белгија малце поразлична, се работи за нижа теоретска гимназија, каде што децата по завршување втора, трета година имаат шанса да идат на виша гимназија, односно наша Јосип Брос и Корчагин, да речеме, и во нижа гимназија имаш поише теорија, така да имаат избор за јазици, да речеме. А различни ученици се од различни етникуми, да кажеме? Да, ама на сите име мајчин холандски јазик, не е интернационална школа, туку државна обична школа е, да речеме едно просечно школа што може да биде во Делчево, во Берово. Ништо посебно, но има среќа да биде во поголем град, така да ги имаат деца од сите, да речеме, националности, етикуми и од, да речеме, класи, општествени класи. Така да многу се учи од нив и има многу избор на јазици, 3-4 јазика секогаш има, да речеме, имаме холандски, англиски, германски, шпански и француски. Така да некои се изборни, некои се задолжителни. И често кога предавам добивам стално или понекогаш, да речеме, комплименти. Често добивам комплименти, понекогаш добивам критики за моето јазично, да речеме, непознавање, односно грешки правење, и сум горд на тоа, ги исправам. Често знам да сгрешам и тоа се поправа. Повеќе не го правам истата грешка, ама доаѓа нова грешка, затоа што го учиме јазикот цел живот. Изборуваме за учење не на свахили, на зулу 15 реченици кои што понатаму сум ги надоградил со запознавање на луѓе и гледање филмови, туку зборуваме за едно ниво каде што се бара мајчино познавање на јазикот, така како што реков пред малку. Така да, да, учам се уште секој ден. Супер. Да. Браво. Што би рекли учениците, така е, господине друже. Значи на холандски исто викаат господине наместо професора. Во Холандија титулите се малце диминутиви, односно не се многу битни, се негирани и не се користат, така да место професоре, наставниче и учителе викаат господине или господине друже, или знаат некојаш да ми викаат Зоки. Чуле негде од интернет, знаеш, кога стануваш популарен. И тоа, ама воопшто не им замерува. Значи, да се вратиме, егото е многу деструктивно за било кого. Така јасно, да. На почеток секогаш имаме его и суета, но што порано ја искорнеш, толку подобро, или се научиш да живееш со тоа. Јасно. Ако толку, речеме, работиш по цел ден, спремаш часови, знаеме колку е тоа напорно, и учиш јазици плюс, комуницираш, домашни обврски, да не зборуваме. Значи, знаев дека имаш детенце, честито. Фала. Кога наоѓаш време да ја кога најде време да ја преведеш оваа толку дебела книга? Гранд Хотел Европа од Илија Леонард Фајфер. Да, најцата, добро. Кој има Михоландското негде, ама фаќа прашина, не ми е битно, ова ми е побитно. Види го како свети, пишува плюс Македонија внатре. Да, неверојатна книга, доста голема и во многу нешта кога ја видов и кога ја започнав да читам, ме потсети културолошкиот дел, деталите, сликите, коментарите, некако Умберто Еко авантура, каде што бара многу исто знаења, предзнаења, да застанеш, да отидеш на интернет, да го прогуглаш сликарското дело кое што е опишано таму, да ја разгледаш сликата, ако имаш време да изгуглаш и за сликарот, освен ако не се родил човек, да речеме, со одна пред се да знае за Рембрандт или за Дирер или за така натаму. И убавото со книгава е тоа што
после подолго време да прочитам книга која што не ја сваќам како домашна работа или како некоја обврска. Но самата идеја на авторот да си ја подели на 20 и колку се таму 26-7 поглавја, тоа да го подели за да можеш секој ден да читаш по едно и тука да застанеш и да го истераш она Бартово задоволство во текстот, нели, како стриптиз шоу. Не мора да се брзаш, полека, парче по парче, нели, дел по дел, да не мора да се избинджа, како што викаат, нели, со модерниот јазик и моите ученици, кога бинджаат книги, го бинджаат Хари Потер за 2 недели се да прочитаат, бинджаат серија во една вечер 2 сезони да ги изгледаат последниот ден се како зомби. Ова е книга која што не трпи такво прекумерено консумирање или бинджање, туку навистина може и мора да се подели на парти и свесно да се одложи задоволството што ќе го добие човек на крај. Раскажи ми сега за книгава, идејата, како ти тече работата и јас навистина сакам да научам нешто за тоа што преведувам, се разбира, не од толку јазици како тебе и не од толку ретки јазици како тебе, ама секој преведувач има по нешто што мислам дека можам да му украдам малце од техниката. Со задоволство, јас сум од тие преведувачи што со задоволство ги споделуваат техниките, знаењата и искуствата. На почетокот, кога ме праша ја како најдов време, ни самиот не знам, прво бев 2 пати погоден од деструктивен талас, што би лекле Хрватите на корона, и ми одзеде многу време, значи скоро 2 цели години ми требаа да преведам оваа книга и покрај сите добри планирања и структурно работење наоѓа време, значи во секој сегмент што се кажа, што би се рекло и во тоалетна работа би наоѓа време за во тоалет да преведам, значи толку бев посветен и покрај короната. Тука му должиш јавно извинување и благодарење на главниот уредник. Жарко Кујунџиски за тоа што знаеме колку е и неговата работа, колку бара нашата преведувачката и нели кога се доцни со превод е. Знае. Задосивме нешто, но имавме разбирање и од издавачот, нормално и од нашиот другар и пријател Жарко, односно антолог и холандските, да речеме, ктитори, кои што многу драго ни дадоа време, има разбирање за ситуацијата, се разбира, пошто бевме погодени, значи и овде во Холандија од многу тежок панепидемиски бран на корона, така да веројатно и самите имаат искуство со тоа, така да имавме доста време и покрај снемогнувањата здравствени успеав изнаоѓав сили да ја преведам. Требаше многу време и требаше многу енергија, значи ова е можеби едно од најтешките, па не можеби најтешките дела, секако е најтешкото дело што досега сум ги преведувал од холандски јазик, затоа што прво да почнеме на стилот, односно на приказната, како е структурирана, како е правена, како е самиот дискурс составуван, и за холандскиот читач е многу тешко. Се работи прво за синтаксиска структура, што просечниот холандски индивидуалец со неговото просечен квотиент на интелигенција, IQ, или да речеме емоционална интелигенција, ретко ќе може да ја прочита книга во еден дах, што би рекле нашите северни браќа, така да многу е сложена синтаксата, многу сложена е структурата на пишување и стилот е многу речит, многу метафориски, многу алегоричен, што пред да ја прочитам книгава 2 пати, нормално 2 пати пред да почнам да преведувам, зборев со преку 30 луѓе што имаат прочитано тоа време, значи во текот на преведувањето меѓу 50 луѓе измеѓу и кои преведувачи, ниту еден не рече дека оваа книга му била задоволство за читање, односно брзо читање, туку рече многу е добра книгата, ама многу не измачи. Можеш да замислиш што се случува во мозокот на еден просечен преведувач како јас. Значи, стварно, една од најзахтевните, односно најизискувателните книги што стварно ни бараа многу време и енергија, но голема желба ми беше секое поглавје и ме приказна само по себе. Значи, самиот автор Илија Фајфер се телепортира во книгава. Пишува за некој автор, ама
се става себе си во прво лице, а сепак пишува во фикција. Значи, самиот себе се става во фикција. Тоа е многу интересно, што успел неговото знаење, неговото класично, што тој е класичен филолог по професија, неговото класично знаење да го обработи и да го преслика во оваа книга со многу голем фонд на информации, да бидам искрен, со доста грешки, но неговото знаење е фактички неговиот животопис преточен во оваа книга. Значи, тој иако е фиктивен лик, писател кој се вика исто како него, фактички се работи за него, но не кажува дека, значи, директно тоа сум јас, значи, сакаш, не вика ова е моја автобиографија, него се пишува така фикција, односно роман. Пишува и на холандски дека е фикција. Така, значи, се обидува да направи еден убав матрикс, баш како филмот, на целокупната европска историја и туризмот воедно. Значи, еден вид на една, да речеме, метафоричка какофонија преточена во... ова е фактички еден вид на препев на проза. Препеана проза со многу историја, со многу зборување за туризмот и со многу филозофија. Значи, многу сложено дело кој што за многу кратко време го напишал и тој самиот се изненадил колку брзо го напишал, добро под притисок, односно под рокови за да го напише, но има многу користено работи што односно сегменти кои што ни ја опишуваат целокупната европска историја и туризмот, како што веќе кажав, и многу прекрасно е напишана да се чита, значи стварно колку што беше тешко да се преведува, толку можеби е потешко да се преведе, затоа што јас направив одстапка како преведувач за прв пат, се обидев јазикот на македонскиот јазик да го приспособам на нашиот, да речеме, секојдневен разговорен, односно новинарско-публицистички стил, но еден поблага форма. Односно, со други зборови, за да може секој обичен граѓанин што чита новина, односно дневни новости, да може да го разбере. Што беше стварно тешко. Некој да отвара дигитален речник и на секој трет збор да... Тоа е тоа. Некој употребил стар... Така е, тоа. Архаизам, да речеме, или некој црковно словенизм. Ето така. Архаизам, неологизам или работи што воопшто или некои стручни термини, тој ги употребува многу, ама полошо тоа е што, односно потешко тоа што тој збори на начин кој што не е замислив ни за холандските говорители. Значи, збори на начин на еве јас ќе ти кажам, на пример, нема он да каже: Дуле, многу ми здраво, како си, многу ми е мило што те гледам, знаеш закон си, така како што би рекле на обична говорна форма, малце рапуев се, не знам зашто интересно ми дојде, али нема да каже тој така, ќе каже: Душко, стар високо рангиран побратиме, како се чувствува твоето тело во твојата душа денеска? Тоа сака да ти го каже, со такви зборови сака да каже како си. Јас морав да изгледам колку што е можно да не биде толку симплифицирано и просто, но да има барем малце така од сложеноста да се зачува, што изискуваше тоа е возвишен говор, малце да се така. Значи тоа архаистичка алегорија и метафора да се преточи во една сосема секојдневна комуникација, зашто тоа него му е целта, ама затоа што авторот е специфичен како човек, ако ја погледнеш, зборев со негови познаници и пријатели и пред да преведувам нормално и преведувачи, специфичен како човек и самата таква природа му е необична. Затоа и му е романот таков. И тој го користи тоа. Комуницираш ли ти со преведувачот додека со авторот додека преведуваш? Авторот има многу големо его како автор, еден од најпознатите и да речеме најреномирани автори во Холандија, многу тешко достапен, поради што пред се живее во Дженова, но си имавме група на преведувачи, едно десетина околу нас, кои што комунициравме редовно, и една од нив беше предложена за односи со јавност и таа комуницираше со него, така да добивавме информации преку него. Затоа што да речеме моите бугарски, да речеме, писатели се многу достапни, да речеме, ако се... Јас гледам можеби на крајот, ако имам некои на вистина битни прашања, иако не сакам да ги цимкам, што би се рекло, да ги замарам секој ден за секоја страница. Туку на крајот ако има некои нејасноти, но знаеш, онака балканските писатели се по-willing да ти помогнат, отколку да речеме овие што се вистинат звезди сега. Сигурно и некој што го преведува Кундера не може да очекува дека секој ден Кундера ќе му одговара на имејл и ќе му враќа
Секако. решенија или значење што сакал да каже. Сосема, затоа го кажав, тој егоистички момент, сите големи грандиозни ликови го имаат повеќе или помалку. Така да на тој беше отворен за комуникација преку лице за односи со него, односно за нашиот пиар, и така да беше се окей. Ги добивавме одговорите на најтешките прашања. Замисли се работи за преведувачи што работат, имаше некои повеќе од 40 години, преведуваат. 60-70 годишни луѓе што не можеа да сватат многу работи, и за нив беше тоа голема или макотарпна проблематика што само писателот ја решаваше, но и тогаш наоѓавме на некои брзо напишани реченици што нема никаква, да речеме, логика. Многу често еве во делот за Скопје беа спомнати србите, што морав да реагирам да ги отстрани. И ги отстранивме на крај со негова дозвола, се разбира. Раскажи го тој делот со... Сакаш директно да одиме на таму, има многу пред тоа, ама нема проблем. Добро, не. Секако. Ме праша се шево. Мислам од претходно, не мора само тоа. Да. Сега градот, ќе одиме на нашиот главен град. Мислам дека кога пишува за Скопје, пишува за веројатно градот не гледа статуи, нели, како што е ставен во книгава. Пишува за нешто што е реално, иако го пишува во фиктивен роман, ја пренесува реалната ситуација како гледа на Скопје. Значи, кога го читав тоа на холандски, 2 пати го читав цело, можеби 3 пати да го читав цело поглавје, и беше многу за мене беше да се обидувам да најдам некој убав мил збор, беше многу негативно тоа што го прочитав, односно беше деградирачки и понижувачки. Значи, се чувствуваш како ти да доаѓаш од Буркина Фасо или од Џибути, така, или од Пном Пен, каде што немаш апсолутна, да речеме, цивилизација. Се работи за едно децивилизирано, забаталено место, што го вика, но и покрај сите зборови што ги користи, се обидував да го пренесам реалност, некаде бирав, да не бидам многу груб, но често го одбирав она како што е. Значи, Скопје го преведував 95% како што треба да се преведува, за да биде најреално и за нашите читатели и за нормално за македонската публика да видат што сакал тој да пренесе. Не карикирав, не ублажував како што правеше шпанскиот колега или хрватскиот колега или другите колеги. Например, писателот користи многу вулгарен речник претходно во зборот, така? Значи, ги гледав и преводите на другиве колеги. Англискиот се уште не е изнесен и повеќе, значи, ние сме меѓу првите 4-5 во нашиот балкански и пошироко, така, пред романците, пред унгарците, пред многу други, пред србите. Хрватите единствено беа пред нас. Значи, он користи многу вулгарен речник, зборува зборови, например, највулгарните зборови за вагина, највулгарните зборови за фалус, нели, за вулва, за рожница, за родница. Значи, ги користи највулгарните зборови. Јас се обидов, пошто ние имаме многу синоними за вулгарни зборови, се обидов да ги искористам по-окей, по-прифатливите вулгарни зборови што имаме, за разлика од нашите колеги кои што зборуваат, значи, збор, да речеме, вулгарен збор за пенис, го преведуваат као пенис, што воопшто е, мислам дека е големо очудување и отстапување од оригиналот. Така, не треба да ублажиме зборови што сака. За преведување и тука нема никакво штедење, нема. Така, ама исто така. Така, ама исто така се работи за сексуален интеркурс, што би рекле сексуален однос, односно коитус. Тој коитус не можеме да го пренесеме, се качува над деце школката и притоа се спушта нежно надоле, а јас вообичаено го вадам мојот фалус набрегнат како петел. Разбираш, он не го кажува, он кажува се да бидеме многу сакам да не го користам, тој може да си прочитаат читателите да јасно, нема потреба да го така да не ги користиме негативните зборови, пошто многу негативни работи се случуваат доле на Балканот, но како и да е, значи, се обидував, значи, да го доловам сегментот, односно моментот како што треба. Тоа посебно за Скопје и да звучи како што е. Така да ме беше многу негативно кога морав да преведувам сите лоши работи што ги спомнува за Скопје, како он го гледа градот како една голема имитација. Значи, за него Скопје е лажњак, односно не постои.
за него Скопје градот не гледа статии кои што се направени од незадоволството на егото на еден мегаломански политичар, односно премиер во тоа време, и за тоа зборува господинот Илија Фајфер, и не троши зборови, не арчи зборови за да го нагарди градот, односно Македонија со други зборови, луѓето што живеат таму. Значи пред се, као повеќето западни новинари, користи многу негативна, да речеме, мисла, односно еден вид на негативна репортажа за Скопје. Тоа ми е првиот, мислам, не ми е првиот, него општото восприемање за тоа што го работи тој, за жал. И тоа се обидевме да го напишеме, односно се обидов да го преведам колку што подобро. Односно пореално, а и пак да не надираме во чувствата на нашите длабоко поделени структури во нашата земја, како што сега се нарекува. Добро. Да. Да, јас конкретно кога започнав да читам, ми треба и многу да обновам некои познавања за уметноста, за италијанските градови, за Венеција, историјата на Венеција, ако има од оние, нели, крафт видеос само во 5-6 минути или во 20, во 30 минути. И потоа ме натера ми се отвори, значи, rabbit hole, како што викаат англичаните, од едно на друго, на трето, и изгледав цела историја за Хабсбуршката монархија. Значи, ми се отвори тоа прашање. Таква е книга. Да, или значи едно, друго, па друго некое видео за кои биле Хабсбурговците, па како се појавиле. Значи, некои работи кои што можеби и немаше да ме мотивираат да ги барам ако не беше книга. И затоа сметам дека оваа книга функционира и како енциклопедија или линк до енциклопедија на европската култура. На прв поглед многу ќе помислат, Гранд Хотел Европа, па Портирот, па не е ли ова како Гранд Хотел Будапест, нели веднаш да се измешаат, можеби тоа ќе биде на прва топка, што би се рекол, на прва лопта, ама многу е подруго и затоа значи книгава е навистина една енциклопедија на историските, културолошките, уметничките збиднувања низ историјата и е многу добро четиво за луѓето кои што сакаат да живеат на некој начин во минатото. Значи, навистина помага, отвара портали и така, ретко кога книга, значи, можела толку да ме, во последно време повеќе сакам мистерии или хорори, мислам се разбирам не од оние никогаш нема да погодиш кој е убиецот, New York Times рече ова е најдобриот бестселер, туку гледам дека има и многу други писатели од словенскиве, да речеме, земји, кои што може да напишат квалитетно нешто, дури поквалитетно од Стивен Кинг, да речеме, или од Клајв Баркер, но по друга прилика во некој друг подкаст, затоа што тие се други преведувачи. Секако. Рутина на преведување. Секој ден по 2 страници или како што викаш, кога беше добар можеше да преведуваш, кога беше со температура, книгата стоеше и чекаше. Книгата стоеше во раце и се обидуваш дека ќе ти дојде некоја магична мотивацијска искра да те дигне да можеш да станеш на компјутер, но гледаш тоа не се дешава и тлее во тебе, знаеш. На крај го собираш се додека не експлодира кога ќе си подобар и тогаш преведуваш по 7 страници на ден, што е апсолутен рекорд за мене. Да, тоа е премногу. 7 страници и да е сценарио со директен говор ќе биде премногу, ме разбираш. Така, рутина ми беше 1,5 страница на ден. Често се случуваше да дојдат 2 страници, кога дојде короната беа 2 страници за 2 недели. Да речеме. Да. Не, јасно. Тоа беше така, тој фактор, но се обидував околу 1,5 страница, што повеќе поминуваше времето и рутината се забрзуваше, односно се сколемуваше, преведував просечно 3 страници, да не претераме 2,5-3 страници на ден, не секој ден, нормално, некогаш помалку, некогаш повеќе, но околу се обидував околу 3 страници да во лошите денови 1 страница, но никогаш не беше испод 1 страница и да речеме или повеќе од 3 страници, на неколку наврати
поголем одмор кој имав, беше така психички, физички постабилизиран, тогаш можев да преведам до 5-6 страници, се деша неколку пати за по 7-8 страници на ден преведав, така да кога си баш in the flow, што би рекле англосаксонците, така да кога ми тргнуваше добро беше. Тоа е голема книга, многу голема рутина, но воопшто не е проблем страниците, не е она обемот што ја прави оваа книга голема и тешка, има котртна, туку е, знаеш, како што кажав, стилот на изразување. И како што кажат и Гранд Хотел Европа е поразличен од Гранд Будапешт, околу Гранд Хотел Будапешт, односно Будимпешта се работи за одредени ликови, за одредено место, за одредени случаи што се случуваат околу тие ликови, тие места, значи приватни, лични проблеми, ега, психолошки состојби и слично. Така, овде се работи за историјата на еден народ, на една држава, на една цивилизација, на европскиот народ. Гранд Хотел е ништо друго освен синоним за Европа, за старата Европа. Гранд Хотел кој што некогаш бил толку голем, што денеска се руши старата собственичка на крајот кога умира, или кога се чита книгата, фактички Европа. Тоа е една голема метафоричка алегорија за нашата цивилизација и култура. Спойлери заради слушателите, читателите, да, ама Да, во право си, нема да одиме до таму, него не да ги давам сите детали, во право си, убаво што ме сопрена, не се сапира многу емоции се кога се чита тоа, кога се преведува. Да, значи да, има многу голема приказна што треба да се прочита. Овој спойлер баш што го кажа, баш многу можеби ќе ги натера, ќе ги мотивира читателите да прочитаат, затоа што тоа е само минимално што може да се каже. Че има оваа книга е еден вид на лавиринт од типот на Ден Браун, но со многу по-реалистична и по-историска основа. Не се работи за конспираси теории, за теории на заговор, за полувистини, туку се работи за една матрица на гледање, еден светоглед на гледање на еден обичен европски автор, кој што како ја гледа Европа и ја пренесува во склоп на туризмот, што се повеќе ја, да речеме, ја менува. Дали сметаш дека може секое поглавие да биде како туристички водичи, да ги натера луѓето оние со повеќе време и повеќе пари да пропатуваат низ секој од овие катчиња? Би било интересно, значи. Седам во воз, одам до пожелната дестинација, до мене седи девојка која што подоцна ми кажа дека да се вика Марике, и ја има оваа книга на холандски, си ја чита. И јас, како што сум комуникативен и така во воспитан дух, желен за информација како професорот покоен Радичевски, имав голема желба да прашам зошто ја чита таа книга, што ја натерала. И ми кажа зошто интересна, јас гледала дека е бестселер и сите тие работи нормално како што читаат просечни читатели. Јас си кажав дека ја преведувам оваа книга и таа ми рече: "Вау, не ми се верува, јас планирам да ги посетам повеќето места од оваа книга." И таа Марике сега веројатно може би во Македонија. Да. Тоа беше баш пред да удари короната. Така, неколку месеци пред тоа, зимата, пред јануари месец, декември, така беше. И видиш, значи, постојат сигурно луѓе што оваа книга баш како еден вид на туристи, не само туристички водиш, некој патоказ кон непознатото, да се открие, се зборува за многу култури, знаеш, да не им откриваме на нашите драги читатели, но се зборува за многу различни култури, каде што се случуваат работи што се многу интересни, а што не сме знаеле дека постојат. Дури ние како преведувачи. Друго што сакав да те прашам, книгава ти ја одбра, ти ја препорача или веќе ти дојде како готова домашна работа? Книга уште кога првпат ја видов, пред да ја прочитам, и кога ја прочитав, знаев дека ќе биде оваа книга што сакам да ја преведам, значи ми беше мој избор и тогаш се погодивме со издавачот, со драгите наши ентолог, да можеме да ја со господин Жарко Коинџиски, секоја чест за интересот и за желбата да се преведе оваа книга, и стапивме во контакт со холандските, со холандскиот литературен фонд, односно книжевен фонд. Еден оддел на, да речеме, као нас, Министерство за култура, си има посебен книжевен фонд кој што се финансира средства и одредени европски организации, така книгава успеа. Супер, значи сепак не ти било наметната, туку си можел сам да ја одбере. Да. Беше избор затоа и самиот се пријавив, значи кога беше
отворен, да речеме, еве конкурс или беше покажан интерес од антолога се пријави книга, а јас веќе ја имав читана. Затоа што знаеш, има многу преведувачи, зборувам за другите издавачки куќи, не сите, некои издавачки куќи, каде што издавачките куќи веќе направиле договор, се договориле со писателот, ги откупиле правата, го закажале рокот и додека барале преведувач, заборавиле и некаде 3 месеци пред крајот ти се јавуваат по телефон и ти викаат: леле, слушај, заман ти знаеш, не знам, бугарски, леле, ти знаеш италијански, дали имаш сега работа? Абе, нас ни треба за 3 месеци. Тоа такво ненормално поставување рокови и те ставаат во цајтнук, значи навистина ќе биде фрустрирачки и верувам дека енергијата што ќе ја внесе преведувачот во книгата, еве ти си преведувал и болен, а тука не може да се насети, да не звучам сега како некој сави баба, ама не може да се насети негативна енергија во преводот. Значи, љубопитството твое и твојата елоквентност при преведувањето е присутна на секоја страница. Да речеме дека потоа и лекторите завршиле својата работа, уредникот уште еднаш препрочитал, еве да речеме дека се изфилтрирано. Имав чувство, без да знам дека оваа книга не била, слушај Зоки, ние веќе се договоривме, ти мораш да ја преведеш оваа книга, колку и да ти е лошо, колку и да не ти се допаѓа, колку и да не го поднесуваш писателот, ти мора да си исполниш партиска задача. Не. Туку се гледа дека си уживал додека си го преведувал ова, колку што си можел, имајќи ги предвид сите други работи што се случиле тогаш. Но има, значи, издавачки куќи, нема да ги менувам, нема да им правам ниту добра, ниту лоша реклама, ама значи на вистина договараат книги кои што не се ниту читливи, ниту преводливи, ниту па некој има интерес. Со моите колеги од Бугарија кои ќе направам уабет и кои ќе речат: братле, при нас изопшто никој не го харесва този писател и никој не иска да го чете. Как го разбра, аз не го разбрах, как ти ще го направиш това. Значи, дури и за некои сродни јазици кои што да речеме и кои што се помал предизвик сега, мислам, нема таков јазик што не е предизвик, секој јазик е предизвик, ама понекогаш знае книгата и да стигнеш до пола и да речеш: веќе овој писател. Саштото јас го говорам и јас го думам, така се. Саштото јас го говорам и аз го думам, обаче, значи токму така, значи морам да ти кажам дека и да те уверам фактички дека истото се случува и во западниот свет. Од Скандинавија па не знам до германофониве земји, секоја што се работи за тираж што мора да се исполни финансиски, имаат финансиски, да речеме, план, финансиска агенда што мора да ја исполнат и бараат од секоја страна фондови кои даде повеќе финансиски депозит, ќе ја преведуваат книгата. Тоа што да прават. Значи ги разбирам што е многу негативно за преведувачот, значи го утепува, да речеме, преведувачот тоа, затоа што е форсирано. Преведувачите работат. Ако преведуваш ти судски документи, тука не можеш да бидеш, не можеш да речеш: не сакам сега да преведувам имотни листови или не сакам да преведувам документ за осуденост. Тоа ти е работа, нели, или не знам, документ за пасош. Тоа е една работа да преведуваш тоа. Ама друго е кога некој ти се будиш со тоа дело, значи веруве, луѓе со 200 страници книга па се фрустрираат. Тука имаш 640 страници. 640 страници не можеш ти да стигнеш до 450 страници да речеш: доста ми од ова, готово, не ја преведувам книгата. Чи мораш, колку и да ти е измачување секоја страница, затоа е многу важно да се допадне книгата и да речеме Жарко Кујунџиски, го спомнавме неколку пати, се надевам дека не му горат ушите во ова време, ама значи Жарко ти кажува: слушај, ај разгледај книгава, ако веќе има предвид некоја книга, ако му речеш: не, слушај, ова нема да биде добро, нема да се чита, има некои навредливи работи, ќе биде малце, не знам, историски можеби неподобна за македонци и бугари, знаеш. И ти рече: добро, ај, кажи ми ти некоја книга што сметаш дека ќе им се допадне на тие и тие, дека ќе може да се преведе, да се сработи. Значи, луѓето, добрите уредници ги слушаат советите на своите преведувачи. Така, се сложувам ја искрено. Пред свршен чин, затоа што, не знам,
запознале некој друг пријател што имал исто издавачка куќа, си направиле, како да кажеме, смена на дресови, као супер, сега преведуе го, ама ова е нечитливо, ова е нелогично, овој не е познат писател. Сега, кога ќе го провериш Илија Фајфер на Google, ова на Goodreads, не излегуваат нули празни звезди. Не е Кен Фолет, не е Ден Браун, не е Роберт Ладлам, не е Марио Пузел, секако дека не е. Но излегуваат високи оценки, вика еве луѓе што стварно сакаат да читаат литература, ќе ви се допадне ова е зала кој што ќе го Така, значи еве директно на ова да ти одговорам, после ќе се надоврзам на претходно, значи тоа е писател на одбрана публика, да речеме. Писател на луѓе што имаат што би рекле Харватите изоштрен нюх, што имаат сетило за читање на добра литература и тешка литература. Он во последниве неколку години се обидува да се наметнува како светски писател, тоа му е целта, затоа пишува толку, но неговите четива, неговите текстови се малце по-различни од обичен роман на Ден Браун или Роберт Ладлам, ги спомнавме, така, не е ова Джейсон Борн, така, не е ова изгубениот символ или да речеме Инферно. Затоа што ова изискува предпознавање, предзнаење. Повеќето негови романи, значи, така, бираат, значи, не е он ја бира публиката, не таа да го бира него. Значи, он ја бира публиката, на таа и се наслонува кон неа. Значи, затоа е таков писател, но во Холандија во изминативе 5-6 години станува екстра популарен и на европско ниво, не само во Холандија, станува екстра популарен, што се вивнува во тој домен, да речеме, сега не можеме да го сметаме како Стивен Кинг, не, така супер познат или J.R. Толкин, кој да... Ама тоа е проблемот сега, J.R. Толкин е веќе друга, да речеме, приказна, ама добро, збориме за мои ученици ми се некои критериуми публика, да речеме, за Стивен Кинг, за Клајв Баркер. Сите се сложуваат со едно, дека многу подобро функционира како сценарио и како филм Стивен Кинг, отколку како напишан текст. Истото се случува и со Ден Браун. Значи, не сум некој преголем познавач, сум прочитал 2 книги од него, ама Инферно повеќе ми се допадна филмот, отколку што ми се допадна книгата. Вистина. Затоа што книгата беше, ја читав на македонски јазик, некако на многу места имаше и грешки, брзи преведувања. Можев да ја почувствувам полифоничноста во книгата, да видам дека не е само Ден Браун што пишува таму, туку еден човек му фаќал тој што е историскиот дел за Фиренца. Другиот пишувал околу крими, разврските, заплетите, третиот го фаќа ориенталниот дел, што е Истанбул, да. Некако не почувствував дека таму Ден Браун седнал и самиот, туку готови материјали и скици од други негови помошници, предпоставувам, ги ставал во некоја не многу хомогена структура. Може да почувствувате неговиот дел каде завршува другото, личеше малце на ткаенина, на печворк, на онака едниот дел тука завршува тој што ми е како документаристичкиот дел, сега најдеш повторно се враќаме на акцијата. И сметам дека таквите книги многу повеќе се некое ghostwriterство, отколку што се, не знам сега да го ставиме во иста реченица со Достоевски, не дека сум некој елитист, ама читаш Достоевски, знаеш дека од почеток до крај Юрин for a right. А ова беше, не знам, немав ја премногу добро искуство и сватив дека многу функционираат како филмувани работи. Знаеш како, сосема се сложувам со тебе, што поголем, попопуларен си тоа као супер звезда, исто како глумците, како пејачите, така, стануваш голем толку многу што немаш фактички ни време повеќе за пишување. И затоа тие користат ghostwriter, ја што ги нарекувам со македонски жаргон би ги нарекол препишувачи. Зошто? Зашто тие препишуваат на некому нешто. Така, не би ги наречал ни автобиографери или таква, туку баш препишувачи, туку препишуваат работи. Препишувачи на семинарски. Так, не пре, туку, не пре, него припишува.
Припишувач, извини. Припишуваат нешто, така што е напишано, Да. значи он си има приказ на себе, оние му ја припишуваат како он што сака или според одредени налози од одредени структури. Тоа го прават големите автори денеска, значи баш убаво си го установил тоа, ја тоа го гледав Инферно, ја читав на 3 јазика Инферно и баш истото се гледа и во германски, и во холандски, и во англиски. Тоа е. Тука не, знам, тука се гледа дека самиот истражувал, самиот пишувал, дури и во така. и во оние делови кај што не бил сигурен, кај што навредува некоја култура, каде што го има можеби некоја надменост западноевропска Тоа баш ориентиденти, ама пак е негово. така. Ама тоа враѓањето, односно омаловажувањето е типично за холанѓаните и тој баш сака да им се поближи на негова, да им се доближи, затоа што пишува на негов мајчин јазик, сака да и се доближи на неговата публика. Тие се најбродните и затоа беше 2 години поред бестселер, најпродавана книга и замисли се уште држи цена. Не сум видел изминативе 6 години книга да држи толку цена и после 2-3 години од издавање. Не ми се вера. Тоа е тоа. И да се навратиме на назад, значи се гледа неговото општо познавање и неговата желба за да напише нешто да биде уникатно и да истражи за тоа. Некои работи, на пример за Скопје, за Балканов, му се така не многу целисходни и доследни, но или за да речеме во одредени делови на Азија кои што се спомнуваат во книгава, нели? Но има делови кои што зборува за туризмот во неговата родна земја, значи тоа е као да работел шпицар на улица и да гледа секој ден што се случува. Значи 100% ги доле во сите работи. Полнокрвна, да. Ја прашунав мојата жена која што баш ми ги потврди сите тие работи, значи не е измислица, све што пишува за Холандија, се е вистина и сите го имаат тој проблем. Тоа му е целта малце да ја доближи европската историја и туризмот кон своите читатели, кон холандската публика. И јас се обидував истото да го направам, ама да доближиме исто и на нашите гледачи, односно на нашите спектатори и читатели во Скопје или во Македонија. Нормално, Скопје зборам као целина Македонија, нели? Како се вика таму северна, јужна, не знам, више далеко, во диаспора сум, знаеш. Значи тоа, да ја доближиме на Македонија, да биде читлива и едноставно, и покрај многу, да речеме, можеби има преводот, не е перфектен, не е совршен. Ама мислам дека не би можело во овој момент да се преведе подобро нешто од тоа што се јас сум го превел. Да би го превел пак, веројатно не би го, и се ова што го знам, не би го превел подобро, затоа што сум го преведувал во афект, во занес, како да ти кажам, со голема страст и љубов, значи кон преведувањето да преведам. И покрај се читам себе си и гледам чекај ова можеш вака, ова можеш онака, ама ова како што е сега е многу добро. И сега на прв поглед на обичен, на просечен македонски читател ќе рече чекај ова не е добар превод. Чекај малце, погледни го оригиналот и гледај ова како е. Значи оригиналот е фактички лош оригинал. Оригиналот не е читлив за холанѓаните, да камо ли превод. Значи јас морав многу да импровизирам. И си го средил онака. Така. Морав многу да импровизирам. Што би рекол, си го пресоздал на некој така, можеби си го облагородил на некој така. Така. Види, дали кога се жена ми навраќаш застана на твоите преводи? Мислам многу се не на прашање. Дали се навраќаш? да, Пример не ги читам, ниту еден од моите преводи, односно не ги читам. Морав во една прилика да преведам, да го репреведам еден ист расказ, затоа што кога сум го превел ми беше, мислам дека меѓу првите 2 превода што ги правев, значи уште во студентски денови, и сега после тоа познавање од бугарската култура, сега знаеш како малце ми звучи кога се споредувам со тебе, како не знам, мравката кога му рекла на слонот, гледаш како е кој си испречи некој пред тебе. Ама гледав дека некои решенија можем да ги сменам. И навистина доаѓа она чувство дека ако сега се навратам на нешто што веќе е издадено, не верувам дека некој издавача куќа одново ќе го преведува, и се викам подобро да не ги најдам некој од тие што можеби ги има, можеби ги нема грешки, можеби од предпазливост и некоја преведувачка параноја го кажувам тоа, ама и другариве спомна Гибсон, значи имам другари кои што да речеме снимиле песна и вика, леле брат, малце ми е кринџи чувството сега да си ја пуштам пак. Знаеш, многу подруго би го отсвирил солото, подруго би ја сменил бојата и така натаму. Значи, едноставно, остави шепка и работи. Така. Твоето мислење, ти не се плашиш од тоа или?
Не, види, ја воопште, сакам да ти кажам, ја воопшто не се навраќам на тоа што е било и поминало, освен ако нема потреба за тоа, затоа што пред се, во последно време немам време за тоа многу. Иначе и воопшто не би го правел тоа, затоа што е напишано, што е направено така. Сигурно во некој друг живот може би било подобро или поразлично, не знам, зависи тоа индивидуално како гледаат луѓето на тие работи, но сега што е тука и го оставам на тоа. Кога се завршува работата, ја обично ја чепкам многу пати, колку што може нормално преводот, го чепкам, што се вика, го финесирам, го чистам, го средувам и ако многу што поише тоа го правиш, толку таа матрица на преводливост се разводнува и станува нешто сосем трето, четврто, така да се обидувам. Тоа ќе стане техничарење, значи ќе стане она само, да. Така се обидувам да ги исползувам зборовите, односно мислите кажани на еден од моите најголеми преведувачки идоли и професор кој што никогаш не рекол не Драги Михајловски, кој што ти исто толку добро го знаеш како јас, кој што имаше секогаш време и дури до 7-8 саат некогаш навечер да биде на факултет и да те прими во кабинет и да ти каже ова е вака, она е онака, зошто е она, зошто е она. Така, а јас уште тогаш имав интерес за литературно преведување, така да не се навраќаме на работите премногу. Тоа е, значи ова е сложена работа, значи што поише го комплицираш, толку е тешко, еве сега самата книга е комплицирана, жена ми читаше до 46-та страница и се откажа. Кога она како холандјанка, родна и порасната во еден холандски главен град, не може да го прочитат, не може да го, не само она и нејзините пријателки. Добро, тоа зборува можеби за општиот коефициент на интелигенција на холандскиот народ, но да не одиме во детали. Ова е стварно сложена работа, е сложено дело, ама е многу препорачливо за сите македонски културни граѓани, читатели што сакаат, значи ја топло им го препорачувам, не знаат што би промашиле ако не ја прочитаат оваа година оваа книга. Значи верувајте ми, нема. Значи дефинитивно цената е значи повеќе од примамлива. Да не се размислува па за таа цена ќе купам 4 други помали или 2 други помали. Едноставно книга која што заслужува да се носи во ташна, на секој слободно време да се чита. Најдобро е да се раздели во текот на еден месец, ќе биде прекрасно патување ако секој ден или на секој 2 дена се чита по една глава, за да може да спласне уметноста, да застане, да може човек да размисли за тоа што го чита. И дефинитивно може да се каже дека е како една Библија на Европа. Библија на културата и историјата на Европа. Значи, книгава може да ја најдете во книжарниците на Антолог. Најтопло ја препорачувам, се ближи сега пролет, се ќе се роди, сејмите се тука, а и нашиот разговор, значи, Зоки ќе се приближи полека до крајот, иако сметам дека уште 10 емисии, па некој потоа да ги бинџа на слушање. Сакав уште нешто само да те прашам. Секако. Дали имаш вака други некои преводи на кои што си многу горд и кои што да речеме топло ги препорачуваш и од кои јазици? Ние нели започнавме со твојот со Зоран како полиглот, не е само книга од холандски јазик, сигурно си преведе други работи. Да, секако. Имам од германски, имам од англиски, имам многу поезија преведувано, раскази и четивано. Најдраго можеби што сум преведувал ми било се навратам на као книжевен, литературен или поетски превод од Африканс. Тоа е јазикот на бурите во Јужна Африка, преведување на поезијата на Ингрид Јонкер, една од најзначајните поетеси, односно африканската. Не зборам за африканска како култура, него јазикот африканс, што е јазик, многу го мешаат, не се работи за африкански јазик. Тоа е африкански јазик, но јазик е холандски дијалект кој што се зборува во Африка. Од холандските иселеници во 17-18 век. Па наваму. Сега, таа е холандскиот кочораци.
односно африканскиот кочорацин и зборува за расизмот, за апартхеидот, за дискриминацијата и сепаратизмот уште во раните 60-70 години. Значи време кога тешко било да се живее во Јужна Африка, кога земјата била една од најригорозните сегрегаторски системи што светот ги има видено, така каде што црнците биле прилично роба, односно стока, се работи за 40 милионско население контролирано од само 3,5 милиони население. Така, и тоа ми е еден најдрагите преводи што сум превел на нејзината збирка, мислам дека објавена негде Блесок ја имаше одредени сегменти од тоа. Тоа би го изнел. Друго, веројатно, па има доста, има Руна Светлицкова од белгиски интересна млада белгиска поетеса, доста германски, односно австријски преводи на поезија се во прашање. Но во секој случај ова волку капитално дело ми е прво нешто што сум се наватил и што сум го истерал до крај, но нема сигурно боле, подобро од ова до сега сигурно не. Ова ми е најдрагото. Во секој случај. Јас ти посакувам уште многу преводи. Дали да ти посакам уште многу јазици, не знам, затоа што веќе фасцинираш и вака. Немој, доста. Јас само, значи, можам да им препорачам нашите слушатели, ова ќе биде подкаст, нема бидат гледачи, а и подобро, не сме баш во најдобро одежда, не сме баш најдотерани. На нашите слушатели, значи, можам само да им препорачам да го изгуглаат Зоран Радичевски, да ги изгледаат неговите видеа, значи подвижна енциклопедија, подвижен речник, подвижен учебник за лингвистика. Јас бев фасциниран од тоа видеото каде што ги поминувате јазиците, со тој мислам дека беше некој латино-црноморец дечко. Холандски мароканец, пола мароканец, пола холанџанин. Да. Него и кога гледам како ги менувате јазиците од еден во друг систем, мислам, тоа верувам дека не може такво нешто некому да му се случи, да смени од македонски на српски, на хрватски и назад, како што вие го правевте од еден на друг, на трети. Навистина многу фасцинантно. Ти благодарам многу. Обично, знаеш, подкастите ми траат 40 минути, мора како со клешти да им ги вадиш зборовите на соговорниците, ама со тебе гледам дека оваа дружба да беше, да речеме, почната и порано или да беше во кафана, сигурно и ќе не избрка или клучка ставе на врата, затоа што имаме што многу и да си кажеме и да размениме искуства, и навистина се надевам дека ќе има повторна прилика уште некои теми кои што не ги начнавме, а кои што планирав јас да те прашам, ама беше прекрасен соговорник и на едно прашање одговораш со 3 од големи есејски прашања. И ова нека биде, како да ти кажам, part 1 to be continued. Се надевам дека повторно ќе се видиме. Ти благодарам многу. И, драги слушатели, имајте убав ден, убава ноќ, добро утро, во зависност кога ќе го слушате ова, и земете ја книгата Гранд Хотел Европа Илја Леонард Фајфер од издавачката куќа Антолог. Капитално дело, многу голем роман во кој што ќе уживате. Не толку голем по страници колку што е задоволството. Ти благодарам, Зоки, и добра ноќ. Задоволството е заедно, благодарам и пријатно. Добра ноќ. Поздрав.